Од есен, Средното училиште Колен Ехтенин од Штип ќе формира фирме и ќе нуди занаетчиски услуги и ќе се вклучи во пазарот на трудот. Училиштето ќе има своја компанија која што ќе биде посебен правен субјект, која што ќе треба да остварува посебен приход, да ги понуди своите можности и да биде како еден вид помош на компаниите да земе работа од нив, да сработи нешто и тоа да биде во функција како посебен приход на училиштето. Во јуни со дипломи за стручното образование се стекнува и првата генерација медицински техничари од Средното медицинско училиште Јане Сандански од Штип. Работа за сите за нив е обезбедена. Се работи за паралелка од 16 ученици. Секако дека тука најголема поддршка ни беше приватната здравствена установа доктор Самарџиски, клиничка болница и здравствениот дом. Очекуваме со оглед на тоа што конкретно Самарџиски се заслужни за обука на овој кадар, очекуваме по завршување на учениците дел од нив да бидат вклучени во работниот процес и да бидат вработени. Бизнис секторот очено бара млади стручни кадри од сите профили. Ние како приватен сектор секогаш бараме кадар кој што е веќе спремен за работа. Знаете дека времето не ни дозволува да моментално ги обучуваме луѓето па тие да работат. Вака преку целата година имаме ученици кои што доаѓаат на пракса и тоа е веќе готов кадар за да може подоцна да се вработи во нашиот сектор. Во контекст на решавање на проблемот со недостаток на работна рака, денеска беше организирана консултативна средба помеѓу представници на бизнисот и представници на Министерството за образование во Штип. И годинава, како и секоја година, општина Штип организира една средба која што е наменета за координирање на бизнис секторот и средните училишта во однос на испитување на потребите од кадарот и во однос на воведување на евентуално нови струки кои што би можеле да опфатат што поголем број на ученици, а во исто време би одговорили на потребите на пазарот. Досега вакви средби се одржани на повеќе нивоа, а искуството покажува дека дуалното образование е водич во перспективата на економијата.